да. Се може. Поека. Што најубаво готвиш? Силпа и други. Мајка ми ги ученица, ја ги Те поправиш. да. И излегуваш, шеташ со пријатели, со... Ја немам пријатели. Никој Како немам. немаш пријатели? Само дали тоа. Али тадаш. Тоа имам, други немам пријатели. Немам. Зошто немаш пријатели? Па немам секој. Некој работи кој Од тоа што работат, а нема врска со пријатели, него зборуваме за дружење, за излегување, да прошеташ малце. Ја така, ма нема. Да морам да викам други сите. Така. Добро, како ти поминува еден ден, освен тоа што ќе сготвиш, што ќе исчистиш, што ќе наместиш кревет? Добро. Не има титко, ништо не има титко. Всеки ден е тоа, навики си да. Мако титко, мако нема каода. Ко нема ми дура и ги нема нико. Тоа ми е титко, тоа не е титко. Имаш Facebook? Имам се, ево, пати тио. Имам, ама немам. Ја писа, а други не писи. Никој не писи. И охет, и пидора. Кај сакам, никој не писи. Не писи. Зошто не пишуваш? Што е? Слагам ја. Не гам ништо, ја писи. Како си, добро си. Ја писам, а наот не писи. Слагам. Кој Претпоставам дека можеби тоа најмногу ти недостасува во животот, Па тоа, ја така многу сакам да иде тука, да пија, како другаш, тоа убаво ми е. Тоа, друго не ме треба, тоа тука, тоа сакам. Другар, пријател. Друго не ме треба, не пари, не кола, не нико. Ништо нико. Кој имам, ништо нико. Тоа ги кола, ко нема кај сито, а ти ке сите кај оди. Тани ми ке оди пара, ке не си ке купи. Тоа. Тоа. Друго нема, тоа. Да најдам другаш. Да најдеш другар. Тоа живот. Тоа живот. Други не ме треба. Па нема кај ги најдам нема. Тоа е мука. А како ја покриваш таа другарска осаменост? Со социјалниве мрежи, со како? Како се справуваш со тоа? Ништо така да ме сида. Никој нема. Да те ме сидја. Она, мислам, имаше некојате контакти со социјална мрежа. Овие разни дружини што се. Меѓутоа, обично ќе сава еднаш, два пати и повише, едноставно се дистанцира тоа, немам што е причина, немам појма така не право. Мислам, тие луѓе имаат потреба како што има Сања. Без разлика не мора она да е у Скопје, може да се дружи со Битол, Прилепот, када се ваганака, не е проблем ја да однесам до таму, па да се вида, па да се најдат, па ова, значи тоа е на комуникација меѓу такви лица со, да не кажам, посебни потреби или хендипе како и вика, мислам, тоа не знам. Така нешто родни ќе се јават, али тоа времено, значи. Така се јава денеска, па да ги нема, па финансиски дел нема проблем, бидејќи ние сме како семејство ситуирани, тука нема проблем. Од таа страна, едино што ме иритира, да ја испати кој сум ишол да речам да бев член на време. Меѓутоа видов дека некои работи тамо не се баш како што треба, вака нака. Оди ми моје, твое и така натаму. Видов дека не би ја работела и реков, и стално ми потенцира, викам, околу ова, им баш едно време, она примеше посебен датум, па после до 26 години посебен, од 26 години почнува више таа законот на туѓа нега.
беше као не знам, таа сума, па после направи на 4-300, мислам дека не толку прима сега. Ја после прашање на тие собственици, викам, добро, викам, колку зима оној што вако дете при усвои, дали стално, за стално или до некоја си, па после го ќе го откачат. Да, они земале негде у тоа време за 3 пати поголема сума од биолошки родител. Ја на време и поднесов барање за парно. Меѓутоа добив негативен одговор од топификација или Б како викат, дека нема право на ништо. За вода исто така нема право, бидејќи има право само оној што е постојана пречна помош. Сања не влегува во тој ранг, бидејќи постојана пречна помош или како вика тоа земат нешто се во количка. Сања си плаќа нормално како секој, ходи ако дава му кача крв, плаќа исто како секој човек. Ќе стават во А дали добива приоритет, например, кога е на лекар или тоа се мој термин? Не. Приоритет не, ја барав за физична терапија, викам, ај сега сум во пензија и сакам едноставно да носам поише пати на терапијата. Меѓутоа, мене у матичен лекар вака нака ми вика дека слуша она викате видиме дали ја бара тамо имаше во војна болница или освободитени како вика дека имало тамо устоја носе пред тоа порано, па у Козле, па вака, па ова, пона, немало термин. Ке чекаме, ке видиме, кој ќе слобода, вака, али најшто интересантна работа, што он има 10 дена терапијата. А после 10 дена паузира, па накнадно треба да се пак да се најавиш, да закажеш и плюс 10 дена. За разлика од порано што беше 21 ден беше терапијата. Значи, буквално цел месец. Што е за неја за 10 дена? Ништо. За вакво случај. Не само не, мислим и другите случаи што има во кај нас. Еве месец два чекам. Па ќе прво не ми се ни оди да прашам пошто бевме во мајчи дом, вика вакви деца не примаме, бидејќи примат малечки. И јас случајно дзинав вако врато, што не душек има там мене, сами си се, не знам, за разлика во војна болница која беше, има тамо сестри, особле. Се не знам дали овде има, ама кој видел дека нема ништо некој справи, бидејќи таму има различни справи. За разлика од Козле има повише. Што не зе, ни треба не зе диодинамика, лампети работи. Не зе, парафин може ги треба за отпуштање. Масажи, сала за вежбање. Тоа е најдобро, што работа. Ако сам своето дете не гледаш, сигурно дека нема друг да го гледа.